Вести на Канал 8, добро дојдовте. 4 општини од микрорегионот се вклучија во акцијата за пролетно чистење Генералка викенд 2024. Општина Кочани по втор пат е дел од големата национална екоакција Генералка викенд за собирање и селектирање на отпадот од јавните површини. На територија на Кочани со чистење се опфатени 4 локации. Целта на активноста е да се подигне јавната свест за неопходноста отпадот да се собира и рециклира, со што ќе се зачува животната средина. Најголемата еколошка акција Генералка викенд на ниво на Република Македонија се одржува по 4 пат, а во нашата општина втор пат. По минатогодишната успешна акција, оваа година е зголемен интересот и бројот на учесници е поголем. Тоа се учениците од сите основни и средни училишта, како и дечињата од градинката Павлина Велјанова. Оваа година се чисти на 4 локации во градот, околу зградата на Асном, градскиот панагир, споменикот на Слободата и училишните дворови на гимназијата и на основното училиште Кирил и Методи. Беа повикани сите градски здруженија да учествуваат во оваа акција за дополнително да го исчистиме и да го разубавиме нашиот град. Иницијативата почна да се имплементира во 2021 година, а ќе се реализира до 2031 година. Генералка викенд е пролетна акција за чистење и селектирање отпад, што се реализира заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Пивара Скопје, Пакомак и други помагатели. Освен општина Кочани, во акцијата беа вклучени општините Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за обележени грла кози постари од 12 месеци. Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства, одгледувачи на кози кои своето производство на млеко го имаат предадено на регистриран откупувач или предале и заклале јариња во кланични преработувачки капацитети. Висината на директните плаќања изнесува 1400 денари по грло. Со финансиската поддршка се стекнаа 216 лица, за кои беа исплатени 14,2 милиони денари од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за оваа година. Во Домот на културата Тоша Арсов во Виница е отворена изложба на учениците на Ликовната академија од Штип. Во галеријата на Домот на културата Тошо Арсов во Виница беше отворена ликовната изложба со наслов Сликарство на Ликовната академија во Штип. Представени се околу 20 на дела што ги имаат работено поранешни и сегашни студенти од Факултетот за Ликовна академија од Штип во периодот од 2019 до 2023 година. Во нашиот изложбен салон изложивме вкупно 18 уметнички дела од 8 автори, студенти и дипломци на претходно наведената академија од Штип. Во поголемиот дел од изложените дела преовладува жанрот мртва природа, преовладува жанрот автопортрет, но има и други мотиви и техники кои што се дел од специфичните задолженија на самата академија. Идејата на оваа изложба е да ставиме акцент на академијата од Штип, да кажеме дека близу до нас постои нешто многу квалитетно и дај Боже што повеќе да се афирмира од причина што она што денес го понудија организаторите пред виничката јавност, можеме да констатираме дека станува збор за квалитетен образовен процес. Целта на настаното е да го представи квалитетот на ликовната обука и да ја афирмира ликовната академија во државата и регионот, како и да го представи развојниот пат на креативните личности сврзани со институцијата. Се ова што го гледате, тоа е еден резултат на еден ангажман на целиот наставен кадар и на Универзитетот Гоце Делчев, кој што доста вложува во уметноста и со отварањето на академијата, а исто така и со активностите. Да речеме, овие неколку дена имаме еден фестивал на уметноста, го одржуваме и ова е дел од фестивалот, ја вклучивме оваа изложба, ако се отвори во Софија, сега во Виница има предност. Следната недела ќе отвориме и во Штип, значи на академијата.
покажува дека има интерес во овој дел за една академија. Идејата за самата изложба се роди минатата година, кога всушност уште од почетокот, кога и јас се поврзав со Ликовната академија, од кога станав дел од професорскиот тим таму, и така со колегите разговаравме што е она што можеме да направиме за афирмација на Ликовната академија, за тоа да што може повеќе луѓе да се запознаат со оваа благородна дејност на оваа институција. И тогаш стигнавме до таа идеја како да се реализира, најпрвично благодарение на Министерството за култура, од кога го одобри проектот, првично беше представена во нашиот културен центар во Софија и сега веќе е тука. Изложбата, значи, самата идеја која што и целта која што треба да ја оправда оваа изложба е всушност да ги представи квалитетите, дострелите на оние ликовни вештини, она ликовно знаење и можење на лицата кои што поминале она обука, ликовна обука на таа институција. Поставувањето на изложбата Сликарство на Ликовната академија во Штип пред публиката во Виница е во склоп на Фестивалот на уметноста Ликовна визија, организиран од Ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Изложбата заинтересираните посетители може да ја погледнат во наредните денови од идната недела. Викендов се играат надпреварите од последното коло на втората македонска фудбалска лига. Осогово на домашен терен ја пречекува екипата на Пелистер. В недела се игра последното 30-то коло од втората фудбалска лига. Осогово на домашен терен ја пречекува екипата на Пелистер. Таа се наоѓа на втората позиција со вкупно 70 бода, што значи дека во наредната сезона ќе се надпреварува во првата македонска фудбалска лига. Жолто-сините се на 13-тото место со 27 бода и победа против Пелестер би значило опстанок во втората македонска фудбалска лига. Стручниот штаб на нашиот тим побара масовна подршка во можеби најзначајниот надпревар во оваа сезона. Надпреварот е закажан со почеток во 17 часот на стадионот Никола Мантов во Кочани. Викендов по 28 пат ќе се одржи Medical Open. Учествуваат доктори, стоматолози, фармацевти кои се надпреваруваат во повеќе категории. На кочанските тениски терени предстојниот викенд ќе се одржи традиционалниот тениски турнир Medical Open. Ќе учествуваат доктори, стоматолози и фармацевти кои ќе се надпреваруваат во категориите Single мажи, Open до 50 кг и плюс 50 кг, како и во категоријата Single жени и двојки. Традиционалниот турнир годинава ќе се одржи по 28 пат, а инаку 19 пат ќе се игра во Кочани. Целта на настанот е да се популаризира спортот со идеја по масовно вклучување на помладите генерации. Истиот е под покровителство на Лекарската комора на Македонија. Надпреварите ќе се одржат в сабота и недела. За внедела е предвидено и прогласување на најдобрите учесници на надпреварот.
Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.